Почитувани, добар ден, еве сме на почетокот од емисијата Очи во очи на телевизија 24 и ви посакувам добре дојде. Предизборната кампања пак влегува во втората половина, кампањата за локалните избори, веќе ја поминавме таа половина, 10-тиот ден веќе изминува. И кога станува збор за кандидатите за градоначалници и советници, нив најчесто ги гледаме на тие паноа, на билбордите се појавуваат. Исто така и ако отвараме социјални мрежи и нешто такво, исто искокнуваат како од оние кутивчиња на навивање, па одеднаш на федер ќе се појават. А пак на оние митинзи партиски предизборни, резервирани за вечерните часови, тука пак традиционално, онака, главниот збор и воведот, и увертирата, и поентирањето го имаат всушност како настап партиските лидери. Барем кога станува збор за овие двете најголеми во власта и опозицијската. При тоа, изборната кампања станува се по-жестока, по-црна. Секоја секунда се користи за меѓусебни дофрлања, кои само се интензивираат се повеќе и повеќе, на сметка на тоа што пак изборните програми за општините се во нивна, така може да се каже, голема сенка. Вчера сенка токму пак фрли оружениот инцидент во центарот на Куманово, каде што беше ранет кандидат за советник, односно носител на советничката листа на ДУИ во општина Липково. И веднаш како и порачано беше дочекано тоа за да стане дел од таа реторика, дури и некако препристојно звучи реторика, па тоа не е реторика што го прават, тоа е навистина. Треба друг термин, но ајде да не бидеме вулгарни. Така што веднаш од СДСМ побараа политичка одговорност од министерот за внатрешни. Според нив овој оружен инцидент, кој очигледно покажа дека не бил туку така безазлен, туку организиран, возило во движење, двајца, ми се чини најмалку, биле 4 прострелни рани, колку било испукано. Сакам да кажам повеќе, не било туку така нешто аматерски или во афект. Значи има предходело нешто и е релативно... кога така би се реализирале, да речеме, ветувањата, програмите, или кога така би се пристапувало систематично, би имало резултат. Ова се гледа порачано, односно организирано и си го дава својот резултат. Резултат на токму безбедноста, нарушувањето на редот и мирот. И во таа насока СДСМ и реагира и, како што кажав, бараат оставка, велејќи дека токму во пресрет на локалните избори со ова се загрозува јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните и дека всушност станува збор за тотален распад на безбедносниот систем и фијаско на министерот. Обратно пак, значи, побара политичка оставка од него, политичка одговорност. Од другата страна пак токму министерот изјави дека нема, односно напиша поточно на тие социјални мрежи, веројатно кога кликнал на социјалната мрежа и некој кандидат му излегол таму да се смешка, напиша дека нема да поднесе оставка и според него нападите се неосновани и политички мотивирани. Значи, СДСМ бара политичка одговорност од него, а тој пак вели дека токму нападите се политички мотивирани. А како и да е, и ако се политички мотивирани, повторно велам, останува дотолку поголемата загриженост околу безбедноста, што е и поента на темата, дали всушност оваа жестока кампања преминува на вистина и во опасна безбедносна кампања, која воедно ја загрозува и безбедноста. Затоа што вели, како што се вели од обвинителството, дека не било, причина не било
не биле, се утврдува што е, но наводно не е политичка мотивираност. Во секој случај останува дали е политички или не е, фактот дека се едно, ако е политички мотивирано, значи се поставува прашањето директно околу самата кампања. А ако не е политички мотивирано, тогаш се поставува пак прашањето околу профилот на учесниците. Значи, ова се случува, дали станува збор за директно само обид за атентат или нерасчистени односи. Ако се нерасчистени односи, кој е тогаш профилот на учесниците, кандидати со кои се случуваат вакви работи? Како и да го свртите, доаѓаме до таа поента токму на опасноста од кампањата, и тоа директната опасност и загрозувањето на безбедноста. Министерот, велам, значи, напиша дека се неосновани и политички мотивирани барањата на СДСМ и со тоа тие се обидуваат да го прикријат очајот и стравот од одговорност за 8-годишното уништување на институциите и системот. Дуи пак го осуди варварскиот чин на насилство, како што се вели, и за денеска во знак на солидарност партијата одлучила да ги прекине сите денешни активности. И тоа звучи добро, разумно, или покажува барем дека седно, може би и нема разум, но интересен потег е кој во целата во целиот овој хаос покажува барем како еден вид разумен гест. Со тоа што партијата Дуи пак им порачува на поддржувачите, симпатизери и граѓани да останат смирени и да не подлегнуваат на провокации. А значи еве исто повторно прашање околу безбедноста, значи имаме провокации. И тука е поентата, значи токму на темата дали предизборните кампањи, затоа што не може да кажеме дали предизборната кампања. Кампањата како кампања апсолутно нема цел да предизвикува или да ја нарушува безбедноста. Имаме кампањи за безбедност во сообраќајот. И тие се спроведуваат така што на начин што не само што не нарушуваат никаква безбедност, туку имаат влијание во зголемување на безбедноста во сообраќајот. Или кампањи за празници, за новогодишни празници, за среќни безбедни празници, употреба, односно да не се употребуваат пиротехнички средства и така натаму. Значи, кампањата како кампања, затоа и во темата не е дали кампањата загрозува безбедноста. Кампањата апсолутно нема што да загрозува. Дури се обрза и со таа резолуција, декларација, што во собранието, што посебно тие партиски подпишуваа. Меѓутоа, ете, настрана од тоа, колку ние слушаме изборни програми и тоа што треба да се направи, односно не слушаме, туку дали директно, затоа е поентата е на таа кавга, и тоа повторно во по-така учтива варијанта, меѓусебна, кавга веќе почнува да ја прави кампањата опасна. А што туку влегуваме во втората половина? Уште толку, значи. А веќе имаме такви тензии кои го отвораат прашањето токму околу загрозувањето на безбедност. Ако на тоа се додаде и токму терминологијата која се користи за тоа, еве, огнена кампања во вистинска смисла. Па дел од кампањата се токму, нели, оние огнени. Од каде тоа? Сами се нарекува огнени. Или се, не знам, урагани некакви од орли, па се возвраќа поинаку. Значи, ураган, торнадо, деструктивни сили. Нема некој шири, тука тепихот треба ќе се отвори и цвеќиња ќе расцутат. Туку се урагани, торнада и така натаму, огнени, уште момчиња да беа, па барем ќе звучеше некако покрај базен, мислите, онака некои манекени 20 на години. Или се, не знам, дел од кампањата борба, во борба за ова, за она, или во одбрана за она, или е фронт за она, за некое, не она научека, не мислам на тоа. Но го има и тоа секако. Такви скандирања и слично. И дали всушност сето тоа предизвикува, еве, и директно веќе искричење. Од огнено, еве, огнени јазици кои, велам, ја загрозуваат безбедноста, не само редот и мирот
воопшто не коментирајќи тоа дали слушаме некаква програма или не. И при тоа, ете, ќе поминели барем како што треба до крај оваа кампања и дали е таа на некој начин генератор. Ова е едниот момент, оружениот инцидент. Вториот момент е пак влијанието на нас, на граѓаните, кои гледаме, чекаме да слушнеме нешто, а гледаме нешто за што не сме седнале во тие редови на публика да ја слушнеме понудата. Барем би рекол поголемиот дел од нас. Сме седнале за нешто друго и сега излегува, одите во кино или на представа и гледате што е на репертуарот, а потоа излегува нешто друго има на репертуарот. А не може да ја напуштите представата. Тоа е проблемот. И мораме да издржиме уште 9 дена до петок. Значи, како и ние да издржиме. Тоа е вториот момент. Ако тие пак не продолжат со ескалација и генерирање на нови конфронтации. Ете, какво е вашето чувство околу ова? Како вие го доживувате и како од таа страна нивна на сите учесници во таа кампања, какво е влијанието, дали предизвикува нешто или ова навистина нема врска, значи не е див запад, како што вели Филипче, туку не знам дали Тошковски или ете да не шпекулирам со имиња, убиства имало и ќе има и така натаму, има нешто изјави околу тоа, значи добро, Тошковски ете, за СДСМ секој трагичен настан, средство за политичка пресметка и така натаму, наместо да покажуваат човечност и слично. Значи, ете тоа, се случувало, се случува и што да правиме сега тоа, не треба да се побрзува со кампањата. Тоа е другиот пристап. 6091-924-925, повелете, добар ден за први лист. Ало, добар Да, ден. поздрав, се слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Ние, Македонија, сме околу 1,5 милион, така? Па повеќе излегува според овие повеќе. избирачкиот список покажува повеќе да дикно. Така. Но реално би кажали дека не сме толку. Према тој список е, например, дека сме 1,5 милион, Да, треба ајде. да направиме 1,5 милион Тошковски. И до секој човек да стои Тошковски. Целиот проблем го пат тие 120.000 што ги увезе Бранко Црвенковски, тие тоа прат секој ден мучака, натака, навака. Или во власт, или планина ќе одиме, шизми ќе носиме, или вака ќе правиме, онака ќе правиме. Закончево наше треба да биде малце по-оштро. Не може човек, ти го пушташ во дворот, он ти влага во куќата и ти руши куќата. Тука претера. Јас викам, подхитно да се донеси закон, оружје, да се собери до зрно. Пушка со 300 закони и човекот да го проверат, дали треба да има ловджиска пушка. Да се собери то. Што е ова? Со калашникови по улици. Те вамо, те онамо. Но што личи ова? Викаме Тексас. Како Тексас не е бетарство од Тексас. Кај се пука во Македонија се пука. Кај се убиваат во Македонија. Што држава сме ние? Никаква цивилизација. Никаква култура да немаме. Однос никаков почит. Дали тие луѓе што го прават ова, дали имаат грам школичка, дали кога одат во школа само тоа учат, радикализмот, или друго ништо не учат. Не можат да ги разберат. Дали има некаква цивилизација, дали се мешат со светот, дали тука во страна. Благодарам ве, поздравувам, па што велите да се барем ловџиски пушки, сачмарки и така нешто, ова лесно е со калашников, автоматска пушка 7.65, зрно, отвори огани, решето, да. Ловџиска сачма, па ајде, погоди го ако си, а не вака. Тоа исто и како, ајде, нуклеарна атомска бомба фрли му, а види што си Джек. Повелете, добар ден. Ало, Се слушаме, добар ден. добар ден. Поздрав до вас. Вака, значи 11 години Груевски ја водеше Македонија. Тие се од Егејска Македонија македонци. Така да добро не покрадува и си заминаа.
си за Амијалко 36 милиона евра не украде и тој е од Егејска Македонија македонец. Значи, тие се префригани, добро се налепени со пари, си заминаа. Оставштина им е Мицковски и тој е од Егејска Македонија македонец. Значи, истото го тера и тој. Плюка врз староселци македонци, не брка од Македонија, не можеме да живееме тука. Значи, од овие муабети што не вреѓа глодари, не знам клошари, не знам мизавци. Значи, тој не брка од Македонија и нас старите, а не младите. Видете, тие оставштина се од Груевски уште владее во Македонија. Ја крадат Македонија и ги носат парите во Будимпешта. Таму имаат станови, све и свашта. Тоа е вистина и крај. Не може никој да ми докаже кај не така. А оној Максим Димитриевски од СДСМ, знам лопов, знае да краде. Значи знае да краде. Се претвори во ВМРО и во Егејска Македонија македонец. Значи све лопужа тешко нас. Ова е, значи, тешко, кој ќе го издржи и зошто уопште ќе одиме на гласање. Тие само мислат да не испокрадат. Дојдени се и затоа, за да си ги однесат парите од Македонија, ни слепци ќе си останеме староселелци. Пријатно. Пријатно, поздрав до вас, добар ден кој ни следен. Повелете, добар ден. Дали имаме некого? Па не знам дали сум јас. Да, вие повелете. Почитан водителу. Повелете, се слушам. Диме, ве поздравувам. Па родителите на покојните чеда, ангели од Кочани, имаа право за оно што го окажуваат гробари на Македонија. Моje мислење е дека ова вчера што се случи во Куманово не е никаква случајност. Во спорски жаргон би кажал 1-1. Наивниот лавчето што го направи она во Белград, македонецот, што погине, што се разнесе, е сега, по моје мислење, ова вратка. Значи, вие го направите тоа, тој наивен, и отиде, глупав, нека му е лесна земја, и го заслужи ова, а овдека белото орле ќе го нападне црното орле. Го владава, почитвам водителу, збируштина меѓу другото и на орлиња. Кој е резултатот? Бидете сигурен. Во случајот, браздестиот полицаец, ама ич не е наивен за сите овие случувања. Тој е заслепен по наредбите на неговиот работодавач, шпици гратот и чизмата, и не е ни чудо дека набрзо ќе дигне рака над собствениот народ. Парнама, третата фракција во ВМРО, му дава до знање дека на нив ич не треба да рачуна. Почитуван водителу, ова се црнилата и пропаста на нашата Македонија. Ништо нема наивност во сето ова. Благодарам. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Јас сум господин Вие, да, ве слушам, повелете. Добар ден и поздравувам и ви посакувам убав ден. Благодарамете и ние. Видите вака, првата половина од кампањава на локалните избори навистина почна со воинствена ова реторика, дури со закани. Видите вака, уште на почетокот се виде дека кампањата ќе биде на Балкана на некој начин и најголем судир ќе биде измеѓу опозицијата и позицијата, односно ВМРО ДПМН и ДУИ од една страна и Влен, исто така ДУИ и ова. И Влен и ДУИ. Сакам да кажам дека оваа кампања фактички е Балкана, као што беше само продолжи фактички ова од ланската кампања, кога се закача, ако ви текнува господинот Христијан Мицковски, Али Ахмети, кој меѓу себе тогаш упатија многу тешки зборови. Не знам да се сеќавате, дури и закани. Мицковски израснал, нели рече он дека израснал со ова со гураби, со кекси,
неговата куќа неколку пати била рушена. Да, имаш. Но и сега има исто, и меѓу нив, и меѓу сите всушност. Не е учен господин Исо да биде во опозиција. Тој секогаш прави некои проблеми од секогаш, не е само сега. И видите вака, со Рафали се фали и се фалеше и со ова на последната средба која има митинг, со Рафали и со УЧК. Да, се слушаме. И тоа се свесно дека ова доаѓа, може да донесе и до крв. Тоа се случи и во Куманово. Господин Исо, Ајде, истече времето. Ви благодарам. Повелете, ајде во друга прилика секако и повеќе. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Кај га Исо вака. Кажете, да, повелете. Ова е покајто се тоа е масло од Али Ахмети. Тие Али Ахмети треба одно да го и Мицковски треба да направи после изборите реконструкција на владата, да го доведе Најче Чулев исто. Тие Најче Чулев му е место во МВР, а не да оди на аеродромот. Значи, треба поскитно Мицковски да направи реконструкција. Ние не сме против сите албанци. Овој Влен добро му застана на Али Ахмети. И Влен ќе победе на изборите. Али Ахмети и местото му удризало и ништо повеќе тие Али Ахмети такви проблеми направи. А Влен има поддршка и од македонците. И ќе добие на изборите Влен во Чај. Ова е мислење на граѓаните од цела Македонија. Значи, треба поскитно реконструкција да направи Мицковски. Во добра насока води државата Македонија Мицковски. Има поддршка за ова што го кажа, поготово за наталитетот и за белата чума. Остварно ќе останат само стари луѓе во Македонија. Тоа е мислењето на граѓаните од цела Македонија. Поздрав и пријатно. Благодарам, ве поздравувам јасно. Ете и укажувам на тоа дека сепак да не посочуваме поднос на оружениот инцидент вчера во Куманово на никого, особено не ете со тврдење, пред да заврши увидот пред се или барем да се појават првичните наоди. Па потоа веќе во, односно со некакви поконкретни информации да можеме да дискутираме. Значи да не, ете сега излегуваме затоа што е, велам, и не само што е некоректно, туку е и контрапродуктивно, само дополнително внесува и конфузија и тензија, кој е, што е и така натаму. И да го имаме предвид она што, впрочем, токму и министерот за внатрешни го кажа кога се случи она со се уште актуелната градоначалничка Арсовска која беше нападната, да не испадне после друго дека било вака онака. А ние работиме со факти и докази. А не испадна дека е друго, испадна дека сепак била нападната, барем судот така кажа, освен ако судиите ете се не знам работеле под диктат некој друг, а не според фактите и увидот на кој Тошковски зборуваше, но независно тоа останува секогаш тоа да не испадне некој друг или нешто друго. Така да имајте предвид и ова, особено кога немаме никакви наоди, а камоли завршен увид, да излегуваме директно со ставови кој што направил, затоа што може да испадне дека е нешто друго. Повелете, добар ден. Ало, Да, повелете, се слушаме. добар ден. Добар ден, повелете. Исо, Да, кажете. предлагам сите овие што плукаат по власта, пензионериве, и што не се задоволни со тие 5000, па сега 6000 и со илјадарката, за помалце од година дена 6000 денари. Предлагам после изборите да им се укине тоа покачување, сите овие што се јавуваат, и да се избркаат од работа сите деца и внуци што им се вработени од предамниците од СДС. Само така ќе се опаметат дека за лични интереси не треба да ги ставаат личните интереси
ситни лични интереси или тоа што им плаќаат да се јавуваат по телевизии, да работат против интересите на цела Македонија. Очигледно е дека овие, еве таа егејка што се прави што се јави, нека се јави утре и нека каже што направиле овие за 7 години од СДС, освен предаство на име, тоа што им дадоа на други да командаат со цела држава. Нека се јави и нека каже дали една шајка закуцале. Значи, тоа е тенденциозно, безобразно, не разговараат со факти, само напаѓаат со ниски удари и затоа мојот предлог е све што имаат од СДС да им се одземе и едноставно понатака нека продолжат да ги бранат тие предавници што уништија државата. Па нема држава во светот, влада што ќе го смени името на државата бе. Освестите се. Ништо не направива буквално. Само предаства. И тие штетни договори што ги направија. Закон за потекло на имоти, све да им се земе што украле или што добиле со корупција за предаство. Благодарам ве, поздравувам. Со тоа што ете, ова може да биде добра, овој момент што кажавте, да им се укине. Ова зголемување на оние кои, како што велите, плукаат. Може да биде добра, ете, предизборна програма и така не слушаме нешто кој знае што многу друго, а може да има ефект, токму да нудат тоа. Еве, да знаете, секој што ќе биде против нас, кој ќе дојдеме ние на власт, ќе му ги укинеме тие зголемувања. И да видите како веднаш ќе порасне процентот, или може би нема. А сите оние кои ќе гласаат за нас, ќе им остане. И уште 1000 ќе им дадеме, да речеме, плюс. А ова, исто така што велите да се отпуштат деца, внуци, односно сите вработени од СДСМ, па и тоа да биде фер и да се искористи во намалување на администрацијата, но на бројот на администрацијата, но и тоа треба да се утврди прво кој од каде. А најдобро и еве одлично може да се искористат овие уште неполни 10 дена вториот дел од кампањата. За како да се утврди колкав број е, односно кој е од каде. Одлично, отидете на овие митинзи на кампања и тие тамо во публиката прашајте ги само каде се вработени и кој ги вработил. И веднаш име и презиме, аха, вие сте од каде. Сигурно на митинг на ВМРО нема да биде некој што го вработиле СДСМ и сигурно на СДСМ митинг нема биде некој што го вработиле ВМРО. А најголемиот број ќе бидат од таа администрација. Значи, јавни овие службеници. И да се направи бројка и веднаш да се знае однапред и тогаш лесно ќе може и да се намали администрацијата. Тие што се по тие митинзи, мислам дека минимален процентот ќе биде на оние кои, не знам, дошле од љубопитност, дошле да слушнат програма, дошле, не знам, невработени, дошле пензионери, дошле млади кои не работат никаде, дошле студенти. Генерално таму би рекол дека за да се лоцираат кои се. 90% од државната администрација се таму. И веќе ете олеснувачки моменти и веднаш да се направи таа диверсификација, одите од митинг до митинг, се знае, на СДСМ барате СДСМ, на ВМРО, и после што ќе остане другото, веројатно празни бини ќе останат. Но барем ќе се најдат кои се тие, после кога ќе се знае кои се, после може и со нив ете поинаку да се оптимизира администрацијата. А со овие другиве кои не се таму, може да се излезе на вистина на гласање тогаш. Па да се види реално кој колку како има доверба. Што ќе предизвика сигурно тогаш и малку посериозно и да понудат нешто. Освен ете вака на тие митинзи да слушаме што сакаат еден на друг да кажуваме. И мислам да кажат, и мислам на сите тука. Ете сега и знам Димитриевски му порачува на Филипче, но сте го слушнале тоа. Ајде и така натаму не се плаши и слично дуел. Мислам со тој ист начин на комуникација, односно ајде да не кажам не е директно злоупотреба, платен е етерот на медиумите, но е злоупотреба на вистина на воопшто
на луѓето, би рекол, да слушаат такви работи. Нека се договорат, нека седнат на дуел, што мора да слушаме ние. Или се едно, оставка овие бараат од Тошковски одговара, нека си побарат, нека излезат со соопштение. Баравме, тој нека каже, не дава и крај. Повелете, добар ден. А митинзите нека бидат за програми. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, ако се слушаме. Добар ден, господин Исо. Да, поздрав, ве слушам. Фала на поздравот, јас да ве поздравам вас и да ги поздравам вашите гледачи. Благодарам. Да смириме мал се топкава. Ба, и повеќе од потребно е, да. Барем вие во студиото и ние од друга страна што се јавуваме. Ние не сме меродавни, господин Исо, да бркаме од администрацијата. Господинов убав предлог има, се што е вработено. А затоа јас кажав како да се олесни да се детектираат. Да се знае, ние не може да утврдиме, се е во еден кош ставено. А не се сите да и кој дојде нови вработува. Јас бев на... Затоа е превработено. И ние не ги знаеме, јас само велам да се утврди, после ќе се знае како да се оптимизира. Само да ви кажам. А не после мои си отпуштил твои, да. Вработените што се вработени у јавните администрација од sada сама не смеат да испаднат на митинг, господин Исо. Дали ме разбирате? Па не баш што не смеат да излезат на митинг. Ќе се испаднат само 15 луѓе што се тие веќе више дали во советите што ќе бидат, инаку другите а зошто не смеат? Нема шанса да излезат, стравот е голем. Еве господинот порача дека сите тие треба, па да се уапсат, па да се дури еден па таму од кај беше од Каладарци, па да се уапси тој за Али Ахмети. Зошто да се апси? Треба да има докази. Обвинителството треба да докаже вина за апсење. Па добро, тоа и реков ја затоа да укажав. Па вие рековте, меѓутоа ние од друга страна се однесуваме, не да речам не човечки, него не добро се однесуваме, не треба така ние да кажуваме за некого. Се согласувам, да. Филипче, било за Али Ахмети, било за Изет Меджити, било за кого да е. Обвинителството таа работа треба да направи. Овие, господин Исо, секогаш кога ВМРО нешто гледа дека малку помалку поддршка него претходно и одма да направи поддршката поголема, го прави ова не е добро за државата, господин Исо. Ќе се случуваат, може ќе се случуваат, и јас не ми е страф, одам меѓу ВМРО си велес, меѓутоа можно е се да се случи. Поздрав. Да, благодарам, поздрави. До вас повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, поздрав, да. Денеска сум по властена позиција, да ти кажам право. Стиснам дугме, одма линија. Не, па не знам, сами сте си јаете некако овозможиле, да. Таму, овој од Карпус да се нервира. Во вистински момент, во вистинско време, на вистинско место. Мислам дека, видите, ова вчерашното пукање во Куманово е чиста коинциденција. Аха, нема, мислите, врска никаква. Па има сообщение денеска дека уапсена е сопругата на докторов, како нарачател на пукањето. Што значи се работи за нешто друго, поголем, мислам, фамилиарно нешто, најверојатно. Мислам, ги тоа чиста коинциденција по мене. Така да ја не ги поврзам. Но велам, се отвора прашањето тогаш за профилот на кандидатите. Али она увиница не можеме да го простиме, да ти кажам. Па ете, па тоа таму, затоа велам. Зашто таму, али таму се тепаат од листа па листа, тоа е проблемот. Кој е кандидат, некој што фамилиарно го бркаат со оружје? Кој е кандидат во виница, некој што... Кој е кандидат, некој што... Тоа е, кој е кандидат, некој што злоупотребил службена положба? Односно, кој е, не знам, генерален секретар? Виница од иста партија, од иста коалиција. Таму е лошото што се тепале меѓу себе, иначе... Ево, ќе се рачисти, така да... Ја не верам дека ќе има некој го... Пазите, мислам дека нема веќе такви лица што би гинеле за некои други да пунат овако... да... Ете, да некој друг да заработи. Ако има такви будали, нека повелат. Ако не им е животот мила, задникот здрав. Али мислам дека за друг да се влеге... Имаме добар пример, 27 април. Добар пример не се тие луѓе, како ги изиграва, па сега гледате ги заборавија, веќе не ги ни спомнуваат, и школото треба да се учи од нив. А ова другарче што предлага да се избркале тие, да се избркале овие, таа тие, знаеш, ја вика црвите има неливши воле крај зелене траве. Така да... Така, ви благодарам, поздравам. И јас сум сигурен дека никој не би гинел за ништо во рамки на политиката, позицијата и така натаму, но дали никој не би предизвикал нешто
Значи, не е работата дали некој би гинел, ние не зборуваме за тоа, поминаа времињата некој да тргне и да јуриша за идеали и за нешто. И не му е, односно, се едно му е се. Оди во јуриш. Метафорички, како и да е. Гине, па што и да се случи. Туку да не некој инциденти, некој да загине, се прават за нешто друго. А инаку никој сам не би. Тоа е јасно. Туку така исчезнуваат луѓе. Тоа е работата. Такви ситуации. Не затоа што сакале, туку затоа што така и ова вчерашното. Јас, еве ова, реков да не посочуваме, да не шпекулираме и така натаму, нема дури ете и првичните наводи се дека нема политика и слично. Но еве, јас ќе се осмелам да кажам дека, па еве, речиси сум сигурен дека лицето во кое било пукано вчера, сигурно не се испланирал сам. Да гине, да покаже, не знам, ќе добие сега, ако се прикаже како жртва или слично, ќе инсценира нешто, ќе ги конфронтира партиите и така натаму. Па е бил подготвен за тоа. Јас барем сум сигурен во тоа. Сигурно сам не си го организирал. А сега дали било политички, фамилијарно, неразчистено или други работи, тоа е веќе нешто, но не одел сам. Тоа е тоа, дека, сакам да кажам, никој сам нема да си нанесе од тие, помеѓу обичните луѓе и може би има луѓе кои се подготвени се уште за она да истрпат многу работи за добробит на нешто друго, да речеме. А во таа сфера апсолутно мислам дека нема некој кој би се откажал од какови да е комодитет, а не уште да се загрози себе си, да гине. Повелете, добар ден. Добар ден. Убав ден, ако сум ја. Да, вие повелете. Епа ништо чудно, ова беше ненајавено, дали слушавме пред да почне и се закани. Не знам зашто и е чудно. Него се треба да очекуваме што све ќе се случи. Зашто ништо не е случено. Или пред ВМРО искачат сите евакуација, само некој куфер се оставено, не знаеме што има во него внатре, сега и тоа ќе видиме, ќе дознаеме. Значи, не уопšte да ви кажам, не ми е чудно, затоа што стварно слушавме многу закани овакво. И треба да бидеме, некој рече живи луѓе ќе јаде, некој се заканува со војна, некај се уште. А ова вие, да ви кажам, некој пак на некој начин, 21 век војна, не мора да значи дека се мора да биде класика. Ова е нешто помодерно, кај нас сега имаме секаква технологија, се може да се случи. Така да, меѓутоа дека не е ништо, дека не е случајно, не е. Сега да бидеме реални, не да биде случајно, баш сега. Значи, и за било што. Значи, во моменти некој кога нешто, што ќе рече случајно, ја не верувам за случајност, да биде кога не треба да биде. Значи, така да, ова тек почнува. Мене ми е жал што вака почнува, затоа што имаме уште, ние што треба да очекуваме за време на изборите. И сега кој оптимизам, како можеш да бидеш оптимизам, да имаш, да бидеш така расположен. Значи, гледајте ова веќе колку дена има, како е пусната кампањата, колку уште имате, и сега вие пазите што ќе се случи во денот на изборите. Значи, тоа е такво некој големо обезбедување, па еве гледаме и што се случи во Америка, ова директорот на FBI, еве сега ќе го судат, гледате што се случува. Значи, глобалното и нашето не е ништо никој пут случајно. Така да, ова ти се... Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме. Исо, да, повелете. Кој месец сме денес? 8. Кој месец? 8. 8. А на кога пукнала првата пушка преди Пикуманово? Ајде, кажете ни, да, ете. На 11 октомври, така? Така е, добро. Значи, пред време почнува да се пука. Ама, немојте со тоа, јас мислев, како една ретроспектива, а не уште да повторно да се... Ма не, октомври, значи, како црн месец на... Аха. Револуционерен, онака, да. Да, револуционерен. Кој по-голем револуционер? Така. Па тој си знае, да го оставиме таа огнена стрелба, структурите ќе си ја откријат таа работа
него ние да се Но добро, навратиме... и Климент ни е сега, значи, празник во сабота, значи не е само по огнено оружје, да, по има, што рече и Лјупчо, има тука некои си умешано. Не е битно тоа. Битно е дека нашите партии во Македонија, без разлика дали се турски, албански, грчки и не знам како не се нарекуваат некој овде, ама домородно население се е домородно население. Ќе научи. Староседелци, да, онака поточно, да. Па такви клевети се префрмуваат едни на други. И овие, како да се... Тоа да не е некоја болест и со... Ти дали кога на телевизија би те повикале тебе да истовараме еден камион роба, би дошол, така? Па како да не? Има луѓе кои само се педикираат машки и тие се знаеш како. Тогаш мора да обвинува овој што работи, оној што работи, како тој да ги родил нив сите. Браво! Значи се знаеш за секого. Софтер не виде. Зошто не сакат мобилно биро? Зошто земаа многу кредит? Благодарам ве, поздравувам. Да, токму вчера комшијата изнесуваше нешто, јас како доаѓав од работа, застанав неколку кутии да му помогнам да изнесе и некои од другите тука поминуваат, велат. Па сега те гледавме, сакавме да се јавиме, а ти сега изнесуваш ѓубре. Сакам да кажам секако дека би помогнал и тоа токму еве и се случува. Но добро, тоа е нешто што би требало да се подразбира и не влегува всушност ниту во доблест, освен кај оние кај кои не е присутно. Значи тоа е нешто нормално, значи обратно е, тоа е она отсуство на тоа е да кажете па некој не помогнал. А не замислете, јас помогнав и сега да ви кажам се фалам. Сакам да кажам, тоа не се работи за кои треба воопшто да се прашува, ако станува збор за нормални околности. Тоа се подразбира, да те молам, придржи братата, дај помогни со ова и тоа е тоа. А кој ќе каже, а не сакам. Тој е исклучокот, а не ова е, види, замисли, помогнал. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, убав ден, повелете. Благодарам, имам. Повелете. Огнено пеколна кампања, јас би рекла. Ама знаете од што? Од што немат овие партиите што да понудат, а да бидат сигурни дека ќе исполнат, па така ќе се изразам народно, пеколно се глупираат. И пеколно го заплашуваат народот. Ние не сме толку исплашени дека овде пукале и онде пукале. Поготово јас или моето семејство. Ама јас баш сум сигурна, око не ми трепнува, дека никој од партиите, дали власт или опозиција или било која политичка партија, ама баш нема да ми дојде на врата и да ми рече гласај за нас или детето ќе ти го избркаме од работа. Ама баш ниче око не ми трепнува. Или пензијата на сопругот ќе ти ја укинеме. Тоа нема значи право на митинзи да можете да одите слободно, онака по своја желба. Ама не сакам да одам јас. Па кога би сакале може да одите, не вие никој не ви вели дојди на митинг. Да, меѓутоа ние не одиме ни еден. Да. Ние не одиме ни еден од семејството. Ама они ако се храбри нека дојдат на врата, па нека ми кажат да гласам за кого. Ако не ќе ми го избркаат детето од работа. Ама баш сите око не му трепнува на моето дете. Тој е способен да работи таму кај што работи. Они му понудија да биде на висока функција. Меѓутоа тој им рече, не, јас немам такво образование. Јас ќе си работам според моето образование. А вие викнете си вас партиски човек, па нека ви биде функционер без образование. И се пополни местото, да, или? Он си го држи местото, а кого си ставили нив на работа, ние не се мешаме. Ние не подлегнуваме, ние не сме така воспитувани. Да бидеме лакоми за тоа што не е наше и што не сме го заслужиле. Его дека овој граѓани, овој народ во Македонија така ќе постапува, така и политичките партии ќе станат паметни и нема да се закануваат со убиства, буквално со убиства, која веќе се пука, се тепа човек со камен во глава судиде. Така, ви благодарам. Оружената, ете, не е престрелка, туку директно пукање, стрелба. Значи, не е возвратил. Буквално е
начекан, испланиран. Ево попладневните часови, зад општината на Куманово, колку што знам, значи практично централен дел на градот, во период од денот, кога може и сигурно има и други минувачи, може да има деца и така натаму. Значи, и тој тип на чекување не бил реализиран од типот во доцните вечерни часови пред влез или кога излегува и така натаму, кога нема никој. Така да и тоа се одредени моменти кои укажуваат на тоа, ете, колкав е тој степен и потенцијал. Ако има потреба, значи не е прашање ни ден, ноќ и така натаму, ни локација. Еве, веднаш. 14:35 или како кога веќе било, општина, нема проблем. Се прави. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани Да, почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. И благодарам, повелете. Па пред да се јавам, малце ги прегледав црните хроники и во Балканот и малце пошироко. Реков да проверам дали само Македонија е црната дупка во светот или нешто можеби се случува и на други места. Пред 2 дена, знаете, македонец претепан до смрт во Љубљана. Во Љубљана, да. Еве, СДС, например, не побара оставка од тамошниот премиер и брадест полицаец оставка. Не побара овие од СДС. А и тој ли е брадест, проверивте ли? Се шегувам, но добро како иде. Мислам, има брада, тоа сакав да... Гледате како си ги присвојуваат луѓето потоа оние термини што да... Сакав да кажам дали има брада. Се коригирам, да. Повелете. Новата градоначалничка на градот Хердеке во Германија вчера со нож нападнат. СДС не побара оставка од канцеларот Мерц, например, затоа што е загрозен животот на новата градоначалничка во Германија, например, во градот Хердеке. Или да се подсетиме кај нас додека Оливер Спасовски беше главен полицаец. 29. октомври 2017 година, еве, Макфакс, проверете и самите, дуи со калашникови слави победа во Чаир. А гола брадест при тоа. И ој не бил со брада, да. Но, сепак, моите дебатни другарчина ќе ги утешам, мирно е во нашиот дом, во нивниот дом на Златните визи во Дубај, таму е мирно. Мирно е на јахтата на Халкидиките, се очекува голема победа на СДС во општина Дубај, така да воопшто нека не се грижат, таму сигурно ќе победат. За другите општини не знам. Поздрав, почитувам. Благодарам, поздрав до вас, повелете и во друга прилика. Добар ден, кој ни следен, повелете. А веќе нема време, има желба, ете, особено што и јас се обидов малку да ги, колку може, извлечеме барем оние низ игра на зборови, по позитивните чувства, да не изгледа се толку лошо и толку, како што и кажа гледачот, дека е црна дупка. Ви благодарам, овие наши средби секако се само не црна дупка, и тоа како најмалку една светла голема точка, која може и да се прошири во светлината која ни е и повеќе од неопходна. Имајте, убаво светло се уште, попладне и пријатна вечер. Довидување.